аналитичар, господин Сотир Костов. Господин Костов, вие сте обвинител. Денеска имаше и протест пред обвинителството, токму така. Имаше протест пред обвинителството за сите оние притворени, за сите оние притисок кои што се прави на иницијативата, но можевме да видиме и денеска огромен број на луѓе не стивнува иницијативата. Сметате ли дека ќе одат до крај, еве сега најавија и правна битка, што мислите за тоа? Истото што и тие. Значи, народот мора да биде одбранет, народот не е виновен, или ајде вечера да збориме само низ призмата на аргументи и факти, впрочем и вашата телевизија на преден план ги става. Значи, неспорно е, сите во Македонија се согласува дека Македонија е во криза, без малку 3 години. Прво прашање, кој е крив? Спротивставената политика на опозиција, позиција, одредени лидери, забегани елити, јас би рекол. Дали народот е крив за тоа? Дали народот нешто придонесе? Не донесе. Не придонесе со ништо. Зошто народот е злоставуван? Зошто народот е прогонуван? Зошто на народот му се влегува во становите? Зошто го повикуваат во полицијата? Одреден број носат на сослушување кај судии, со обвинители, да се внесе страв. А народот со ништо не допринесе за оваа состојба. Или би сакал да го чујам филозофот, психологот, социологот, политичарот, да ми каже народот со што е крив. Уште едно прашање. Напротив, народот покажа дека со мирните избори, кредибилните избори, дека... Народот на 11 декември си го кажа своето. Уште еден факт. Кој ја направи оваа држава? Народот. На референдумот излезе со мнозинство, со уште поголемо мнозинство гласаа за Македонија, Македонија се направи. Кој прославуваше за тоа? Кој беше горд? Народот. Каде беа најголемиот број политичари? Не излегува со народот да прославуваат. Кога се јавија? Бе, сигурни тогаш каде се? Така, видиш како добро се сеќаваш. Кога се појавија тие? Од 94-та кога немаше опозиција, до 98-та ја искрадаа државата. Оштетствениот капитал, државниот капитал. Дали народот крадеше? Не. Народот беше отпуштен од работа, народот беше во стечај, народот беше социјално ограбен и стана социјален случај. Зошто народот да е крив за ова? И сега, што ни се случува, ајде во денешни денови да дојдеме. Тој фамозен четврток го велеа ќе биде крвава сабота или не знам што, а ние 59 дена одевме по улиците, марширавме по плоштадите, си ја браневме државата. И сега, во четвртокот изминат, во Собранието на Република Македонија се случи противуставна акција на политичарите кои сакат да преземат власта, поточно на политичките партии, обединените во така наречено, а се уште недокажано мнозинство, една желате 67, една желате 69, денови ќе видиме колкаво е и дали постои, направија противуставен акт, действие кој се содржи во следново. Во храмот на демократијата се пееше химната на Република Албанија. Парламентарец на БЕС го направи тоа. Во храмот на демократијата противправно, значи противуставно, надвор од одредбите на деловникот се избра на нелегален начин и нелегитимно новиот председател на Собранието на Република Македонија, Талат Џафери. И да ве прашам, што е тоа? Државен удар. И сега, тоа е противуставна акција. Многу нормално е. Физички закон е акција и реакција. Следуваше молневито реакцијата на граѓаните на Република Македонија, влегување во собрание да се спаси што може да се спаси. Никој никого не повика. Ниту организаторите, некој од позадина или било што. Спонтано, кога видовме странски елементи во нашето собрание, во нашата држава, се скрнави устав, демократија не постои, тоест има зла намера да се направи она што рековме, веќе ми е мрско да спомнувам Тиранска платформа и голема Албанија, народот влезе. И сега видете обрат на ситуацијата. Наместо почистите да бидат вадени од собрание со лисици, приведувани, испитувани зошто го направија тие, за чии интереси го направија тоа, народот истеран од собрание, при тоа истерување имаше и употреба на сила, бидејќи стварно одреден број луѓе, ама само одреден број луѓе ја поминува демократското однесување и нанесоа, физички ги нападнаа определен број на пратеници и новинари, но испровоцирани. Ја денес дознав дека не била сликата баш таква, како што сакат опозиционите медиуми да ни ја представат, и еве ќе ви кажам што дознав денес. Во одбрана на мојата теза. Денес првпат на телевизија видам снимка како луѓето од овие здруженијата
на бранителите и за одбрана на Македонија од 2001 наваму, предупредиле уште пред 10 дена пред да се случи четвртокот. Немој да не провоцирате. Измачени сме уште од 2001. Тогаш се случи тоа што се случи. Рековте дека тоа е максимумот, дека после тоа нема никакви барања. Немој да ни направите во собранието действија, актови против уставни и против државни, ќе дојдеме да се одбранеме државата. Кој не ги послуша? Ако беше паметна македонската политика на опозицијата или на така нареченото ново мнозинство, ќе се замислија, ќе рекоа, чекај, ова се луѓе, ова се македонци, ајде да изведиме на некој друг начин. А кој е другиот начин? Диалог на зелена маса, да се седни и да се усогласуваат работите, да дојдат до она ниво кога може да се избере, и треба да се избере председател на Мислите дека се република. уште има надеж да се седне на маса и да се има нови избори? Во секој случај, секоја криза мора да заврши со диалог, со спротивставување на аргументите. Опозицијата не сака да седне на маса. Се уште. Видите сега каква е опозицијата. Лицемерна, дволична и, ајде да не речем, злонамерна. Кога ги повика председателот Иванов истата вечер за нагази топката, да смири ситуацијата, на лидерска средба утредента во неговиот кабинет не се одзваа. И сега многу јасно, не го признават. А сега кај ќе одат да ве прашам? Кај ќе одат да земат мандат? Кај председателот Иванов. Што очекува тој председател? Кога тој ги повикува пред граѓаните, пред камерите, да се договорат за добробит за иднината на Република Македонија, не го признаваат. Кога тие сака да пригрбат власта, да добијат мандат, одат кај него го признаваат. Јас лично мислам, колку што го познавам председателот, тоа нема да се случи. И добро, ако анализираме неговата изјава од пред 1 или 2 дена дека ќе постапи според уставот и воспоставената пракса, тоест преседаните, лично мислам, нема да добијат тие мандат, од причина што не се отстранити опасните причини кои ја нагрозуваат безбедноста на Република Македонија или поточно удираат во темелите на независноста на Република Македонија. Само уште на теза да доразработам, кога требаше тие што го направија пучот да бидат изнесувани со листици, не се направи тоа, се прашувам каде се органите за прогон, овде мислам на полицијата, на судството, на обвинителите, на судиите, да го отворат кривичниот закон, да го најдат член 305, да го најдат член 309, тоа се 2 кривични дела, едното е велепредавство, другото е загрозување на независност на Република Македонија и да видат кој што направил и дали тоа се подведува под битијата на тие кривични дела и да ги процесираат тие политичари кои очигледно ни носат друга држава во нашата држава, тоа е знамето албанско. Уште, и видите сега. Убаво би било правната држава да функционира како што вие велите, си има закон. Меѓутоа, еве тоа не се случува, тотална анархија, не се случи, сите некако велат, чекај сега, ова е политичка криза, ова не е државна криза, ова е ваква криза, секој си ја крсти, си дава име како што сака. Сосема сте во право и сега да дадам 2 примера. Видите се што не се случува. И доказ дека народот, тоест граѓаните биле во право. Уште не утредента, ама 48 часа по случувањата, влегува Талат Џафери во собранието и на преден план го истакнува албанското знаме на туѓа држава. Остра реакција по социјалните мрежи имаше за така, тоа. Тоа е случка број 1. А господинот Зоран Заев, за него морам да повикам пријател, тоа е за неговиот новоговор, орвеловски говор, ја не можам да го изговорам, но тој вака вели. За една држава во медиумите вели: братски хора, същи народ, кога им се обраќа на бугарите. Од кога тоа, Анита, ја ве прашувам, ние сме еден народ со бугарите, единствена држава која не ја призна државата, а не ни го признава народот, и сега идниот потенцијалниот премиер на Република Македонија кажува дека сме ние еден народ со бугарите. Ами овие албанците и овие што доаѓаат сега во власта со СДС не ја признаваат државата и еве како едни разнебитуваат државно уредување, други народот ни го земаат. Ајде да одиме со другиот новоговор. Наше браче и Србие, наш братски народ. Прво, има една изрека, приче селски да те цел свет разуме, ама ова не знам кој падеже, наше браче не ќе дај, некој падеш од 1 до 8. И сега пазите, сега па и србите не биле браќа. За да веднаш потоа им рече, вие во Србија имате националистичко раководство, а што му и не му гаеле тоа? Дали ни се замешаа нешто во Македонија, како што ни се мешат најчесто секојдневно албанците, тоа е Република Албанија и Косово, и од време на време ни се мешаат
бугарите, тоест Република Бугарија, за Грција, за јунен сосед, да не зборам, тие не признаваат и мене не признаваат. И сега да ве прашам нешто. Овие три случаи, пеење химна, истакнување знаме во кабинетот на председателот на собранието и новоговорот, орвеловски говор на Зоран Заев, па нели е тоа рехабилитација на она што го направија луѓето во собранието, прво со мирниот протест, со мирното влегување, дури ако сакате, иако насилство не признавам, нанесување на телесни било какви повреди не признавам, тоест насилие не признавам, дури и тоа што го направија на одредени политичари. Како да ги рехабилитираа? Значи народот, тезата ми, народот бил во право, народот знаел ова така наречено мнозинство што ќе му донесе. И на овој начин јас лично мислам нека не го закачаат народот, бидејќи не може народот да е крив. Се знае, криви се на преден план политичарите од сите страни, од сите бои, што не си ја завршија домашната задача. Тука некаде ќе ја ставам и интелектуалната елита која не успеа да се издигне до оваа ситуација и да го осветли патот на политичарите од било која боја. И ја овде би завршил да ви кажам, народот ни случајно не може да е крив за оваа ситуација. Само да прашам режијата, ние веќе навлеговме во терминот за вести, дали имаме уште малку време или да привршуваме во разговорот со господинот Сотир Костов? Можеме, значи, да продолжиме уште малку. Господин Костов, ајде да ја прокоментираме народот после она што се случи. Повторно е на улица, повторно со мирни протести. Сега најавија и тужба, правна битка за нефункционална држава. Граѓаните да ја тужат Република Македонија за нефункционална, односно политичарите, за тоа што не довеле до ситуацијата да имаме нефункционална држава. Очекувате ли, тие повика и апел до сите кои што познаваат право, кои што може да помогнат да се вклучат во оваа иницијатива? Што мислите за оваа иницијатива? Добар пат, добар чекор ли? Најдобар и единствено исправен, и тоа е потврдено на почетокот што, иако ја не сум во таа организација, сум се обаќен граѓанин кој протестира, значи најдобар, тоа е потврда дека народот ја направи државата 1991 година и народот ќе ја одбрани, бидејќи му влегуваат во уставноста и во унитарноста. И сега, што значи таа, што би се рекло, правна мерка? Па видите, јас правев некоја листа на се што е прекршено и еве што установив. Нема сите, бидејќи не е интересно да зборувам членови, вака. 2 члена од Уставот се прекршени, од Деловникот се 20 на прекршени, но најбитно прекршени членови се 9, 22, 30, 32, 68, 80, 95, 96 и 107, Закон за собрание 37, 39, 40, 235 и избројав 16 прекрашувања на легалноста, легитимноста, значи сето тоа што е спротивно со законот и сето тоа што нема мнозинство, нема процедура, верувајте ми, од закажувањето на седницата која претходно беше затворена, од кворумот, од присуството, од броењето, од заобиколувањето на е-системот електрониката, никој жив не знае колку присуствувале, колку гласале, имали мнозинство, немали мнозинство, од стенограмите што е доказот дека се случило такво дејство, кој што изговорил, што и колку и како се обрати Талат Џафери на јавноста. Едни велат на македонски, други велат на албански, едни велат и на албански и на македонски. Дали е според уставот? И да не ги набројувам сите тие, отприлика се 16 прекрашувања. Народот многу мудро знае дека за тоа некој ќе одговора и за тоа нема да одговора народот, него тие што ги направија овие прекрашувања и што, и сега пазете сега, има една многу интересна теза, а тоа е первертираната оптика на медиумите што опозицијата ја поддржуваат или овие што сакат сега да дојдат на власт, тие велат вака: впечатокот, сликата, импресијата е појака од реалноста, вистината, суштината. Не може да биде така. И доказот. Овие вториве 4 категории се секој пат појаки од она, од лажниот впечаток, од извртувањето, бидејќи сите видовме кои направи против државни дејствија и против уставни дејствија во законодавниот храм. Не беше тоа народот. Народот се обидува да спаси што може да спаси. Еве, денеска добив информација, јас не сум на протестите, дека бројот е поголем од вчера, значи и покрај тоа што стравот е веќе влезен, и покрај тоа што некој се труди да не деморализира, нема да се случи тоа. Ја ви верувам дека можеби во наредните денови ќе им текне на организаторите
протестот да се пресели на друго место. Каде? Ќе му одиме на гости на председателот на Републиката, единствениот кој досега не издаде, и да му дадеме поддршка, за да не го даде мандатот на луѓе кои не го заслужуваат тоа. Можевме да чуеме од масата на Собрана пред Собранието вечерва извикуваа избори како изминатите, но извикуваа и попис. Епа види сега. Одамна не сме преброени. Дома како, кога си дојдеме од работа изморени, ги броиме децава за да седнеме да јадеме, кој млеко, кој супа, кој да јаде, значи треба да се преброиме во државата. Кој не сака да се преброи? Нашата, и тоа без иронија ќе речам, нашите соработници, нашите сожители, нашите браќа албанци. Зошто не сака да се пребројат? Тоа прашање тие ќе го одговорат. Значи, конечно, сакаме Европа. Па, ајде да се преброиме. Како не преброани, као да не кажем какви орди ќе одиме во Европа. Значи, редно е да се преброиме и не треба да се плашиме од тоа. А може би ќе излезат повеќе од колку што се декларираат тие. Значи, пребројување, попис, седнување на маса, договарање и избори. Демократијата се разрешница добива ако западне во криза само со избори. ВМРО и ДУИ 3-4 пати им дадоа предвремени избори на опозицијата. Опозицијата сега дојде и отеднаш не ја интересираат избори, а ситуацијата е пата или победникот има 2 мандата повеќе, тој да биде истиснат на неферски начин, поразените си направиле некое здружение на честни сестри, а тие политички проститутки пар екселанс и да водат Македонија. Па не бива тоа. Ајде уште еднаш да излеземе на избори, ајде неговото величество избирачо да го прашаме што мисли и за оваа тиранска платформа, и за оваа химна што ја пеат албанска, или да видиме ова што го пее народот, граѓаните, и химната, и знамето го веат, и да видиме чие оружје е појако. Јас ви тврдам дека барјакот македонски, тоест македонското знаме, е нашата пушка, зборовите од химната македонска се нашите куршуми под наводници и ние сме најсилни како граѓани. Нивното оружје се ќорфишеци кои не водат во ќорсокот на македонската демократија. Кад-тад народот ќе ги победи. И тоа мирно и достоинствено и веќе. Ова као еден од илјадниците го ветувам. Нема да дозволиме да бидеме искористени и нема да дозволиме да бидеме заведени, бидејќи не испровоцираа со изјавата на Заев, пеењето на химната и она што се случуваше во Собранието. Не. Овој пат ние ќе диктираме што и како ќе се случува во Македонија. Ви благодарам, господине Костов, што дојдете време ви денеска да прокоментирате со нас за целата ситуација во студиото на телевизија Нова. Останете, драги гледачи, на фреквенцијата на телевизија Нова, следуваат вести.